Што спаѓа под тоа одмор? Прво и основно нешто, во секој случај станува збор за еден исклучително важен дел. Прво и второ место, и овие две се најважните работи што би ги спомнал. Кога ќе завршиш со твојот тренинг, телото е се уште во тој симпатетски систем. Треба да го вратиме во тој парасимпатетски, а тоа можеме да го изведеме преку Ако тебе целта ти е да зголемиш мускулна маса и хипертрофија и сето тоа, кога го работиш често тој ајспед, правиш контраефект. Четврто место ќе спаѓаат овие современи методи на опоравување. Има доста истражувања кои што покажуваат добри ефекти. Современиве доктори што се обучени и сето тоа баш викаат дека се против тоа, не го сакаат, многу не го почитуваат. Добро вечер, машини. Добре дојавте во нова епизода. Денеска соло ќе разговараме околу една многу важна тема но многу од нашите слушатели, поради тоа што побаравме као совет или да ни дадат одредени теми за што да зборуваме во некои од нашите епизоди, и најмногу барано беше recovery, опоравување од тренинг и разни методи на опоравување, поврзани околу храна, спиење, сето тоа и оние фамозни денеска современи методи што се. Колку се ефективни, ќе го давам моето мислење на сето тоа, ќе разгледаме неколку од тие опции и сакам да разгледаме исто некои од овие познативе, славниве светски имиња како се опоравуваат, како Леброн Джеймс, Кристијано Роналдо и сето тоа, поради тоа што тие седат длабоко во играта веќе колку 20 години, така да сигурно има некој клучен дел околу тоа. Така да најмногу сакам да поминеме околу тоа, исто така имавме едно интересно влијанието на стресот врз фитнесот, стресот од секојдневниот живот. Тука малку е поспецифична тема, каде што ако е некој попрофесионален спортист или фитнес бодибилдинг атлета, нешто такво, па може да му игра доста важна улога, или па некој што малку посериозно го сваќа тоа како рекреација и како може да му се помогне. Во секој случај, мислам дека доста ќе ви помогне, интересни факти ќе споделиме и ќе погледнеме неколку истражувања кои што ќе ни помогнат да го разбереме ова малце подобро, подобро и поинтересно е кога е докажано од некоја наука сето тоа. Ќе почнеме со recovery, како што спомнав, главниот дел од целата епизода ќе ни биде тоа. Јас работам со доста спортисти на кои што многу им е важно да се опорават, имаат многу тренинзи, имаат напорни тренинзи, без разлика дали се тоа млади деца кои што се уште тренираат да станат професионални спортисти или пак оние сениорски професионални спортисти. Имаат многу разни стресови, дали е тоа преку тренингот кој што го имаат тимски, дали е индивидуален тренинг, дали е фитнес, теретана, бодибилдинг, дали е можеби исто така секојдневниот стрес, како што го спомнавме. Тој во секојдневен стрес спаѓа караници разни, работа, фамилија, сето тоа е некој вид на стрес. Сето тоа кога ќе го собереме, знае да се собере многу и да игра улога и во самиот перформанс на атлетата. Сега, кога зборуваме за овие тренинзите што си ги имаат, се зависи од кој колку тренира и колку се посветува, и ако нормално повеќе телото го носиш низ разни стресови, ќе ти треба повеќе одмор. Што спаѓа под тоа одмор? Еве да кажеме и како добро да се одмориме. Прво и основно нешто, само по тоа што ќе размислиме дека порано немале никакви современи алатки, па дури да речам ни храната не им била толку досадна, морале да ловат и да баркаат, да бараат, да се тепаат за храна, но примерно нешто што го користеле за да се опорават и да бидат спремни за борба, за да се спасат, за да преживеат, било да се наспијат, да дремнат барем малце, некогаш немале време да спијат оние 8 до 10 сати што ги збориме. Ама тие дремки кои што траат кратко, оние power naps што ги зборуваме, се исклучително важни исто така. На прво место пред се ќе го ставам спиењето. Спиењето е број еден алатка која што доколку не имаш, како да кажам, наредено, подредено секако што треба и не ти е примарно нешто на кое што треба да се посветиш и стварно да го исполниш, џабе во суштина ги правиш сите оние други елементи, некои тие современи методи, дури да си некој што има услови, ги има финансиите да купи некои такви современи методи, се е тоа џабе доколку ти си спиел 4-5 сати, па има и момент каде што доколку си спиел повеќе сати, ама не бил квалитетен сонот, пак е како џабе да си спиел, да речеме.
Ќе поминеме околу сите тие работи, али како што напоменав, би го ставил спиење како број еден момент за да бидете доста поодморени и да бидете посвежи за секој нов стрес кој што треба да го донесеме нели од ден за ден. Сега околу спиењето, нормално препорачливо е да се спие од 8 до 10 сати, посебно доколку си атлета и ти треба, нели, да посебно и за младите деца, нели, кога зборуваме дека треба да се расте, дека human growth hormone највише ќе се лачи околу тој период навечер од 10-12 тој период, така да многу е важно да си легнеме и порано, да не биде главење до 1 сат и до 2 сат, да се гейма и технологија и сите тие ствари кои што прават превенција на мелатонинот и апсолутно е нездраво. Ново современо време, толку ни е дозволено, толку имаме можности и опции што малце е тешко искрено тоа да се направи. Мислам дека поради тие некои причини страдаме со повеќе повреди, но доколку се посветиш на тоа да го тргнеш телефонот и секаква технологија и да си дадеш половина час, не знам, планирање за утрешниот ден, малку разговор со фамилија, малку убаво време да поминеш и со нив, нели, да се спремиш за спиење, мислам дека ќе имаш многу поквалитетен сон. Така да, важно е да се искористат тие 8 до 10 сати. Многу истражувања се правени околу часовите исто така на спиење. Јас сакам да погледнеме 4 истражувања, ги имам тука, ќе ги прочитам, ќе ви ги раскажам убаво, кои што ќе ни објаснат неколку ствари што се разгледани, нели, направени се со различни групи и испитано е од прилика кој колку спиеле и врз што имало не многу улога сето тоа. Како може да се подобри еден таков сон? Збомнавме за технологијата, кој е исклучително важен момент. Друго што би било важно е да кога јадете, гледате да не јадете многу. Сега тешко е ова затоа што многу деца имаат тренинг навечер, па и сениорите мои имаат тренинг навечер и сега нормално гладен е кога ќе заврши со тренингот, но би било добро да не јадеме ништо тешко, нели, да не се јаде премногу месо, добро е да се имаат јаглехидрати како за на вечера, пошто ќе биде подобар сонот, така да не биде преплавена вечерата со месо. Да го извадиме протеинот од некое друго место, исто така може, или па како што спомнав, да има месо, ама да не биде главната состојка во вечерата, може јаглехидрати, нели, да имаме ориз, овошје, зеленчук, да имаме тестенини, може нешто такво кое што ќе ни донесе еден добар сон и нема да ни биде многу тешко исто така кога си легнеме, и да не се јаде пред спиење одма, да има барем некој прозорец каде што ќе може да се свари сето тоа и да си легнеш без никакви проблеми. Ајде да разгледаме некои од овие истражувања, пошто се стварно интересни. Американски студии се направени. Ќе погледнеме првото, The effect of acute sleep deprivation on skeletal muscle protein synthesis and the hormonal environment. Или тоа значи, доколку немаш доволно сон, како тоа ќе влијае на синтезата на протеин, нели, протеинската синтеза е многу важна за растење на мускулот, така да тука е испитано тоа, 30 сати, испитано е како 30 сати од неспиење, така ќе го наречеме, можат да влијаат на мускулна протеинска синтеза. 13 машки и женски од години 18 до 35 биле внесени во ова истражување и сега ќе ги видиме на брзинка резултатите. Само да дзирнеме regular night sleep and experimental. Значи, одредена група си имала сон каде што нели си терале се како што треба, а одредена група имала скратен сон, да го речеме. И се вели дека plasma cortisol levels were significantly elevated. Кортисол, нели, е кортисолниот хормонот кој што искрено тој е доста важен и ни помага да станеме од сапајле од спиење и да го започнеме денот, ама е спротивно од тестостеронот, значи ни е контра од градење на мускулот, што не ни треба и не го сакаме многу. Тука кортисолот расте, кај тие што не спиеле добро, имале несоница, да речеме, а тестостеронот a very important activator of MPS, моја грешка, малци англиски да го повежуваме треба. Вели дека тестостеронот постојано се намалувал, нели, тоа се следало цело време покрај соправење на крвна слика и тестостеронот паѓал. И тоа significantly во екипата што не спиела добро.
Многу вакви истражувања има, јас ќе ви дадам линк долу во описот да видите сами како изгледаат овие истражувања, од кого се направени. Навистина важно е, иако ние немаме услови нели секогаш да се испитаме, иако добро е редовно да се прави крвна слика, на здравје Матеј, кивници. Добро е редовно да се направи една крвна слика. Тестостеронот не спаѓа во она основна крвна слика што имаме, ама мислам дека за некои 900.000 денари може да се доплати, што окей е да се направи, да се провери, да се види. И као што спомнав, ги немаме условите, не го проверуваме тоа секогаш, а исклучително е битно, може да се види според некои вакви истражувања. Така да, тоа е едно од тие што сакав да ги проверам. Следното е мускулна атрофија, како неспиењето прави една мускулна атрофија. Мускулна атрофија е кога мускулот опаја, не се зголемува, нели хипертрофија е кога расте, а атрофија е кога паја мускулот. Сега ќе видиме ова истражување покажува како сакале да видат каква реакција ќе даде и на брзите мускулни влакна и хормоналните промени во овие екипици. Сега, ова не е истражување направено на луѓе, ова е истражување правено на стаорци, на Том и Джери е само. Често такви истражувања се правени и нели некои од истражувањата не се испитуваат на луѓе, прво се гледа да се испита на некои стаорци, па после тоа ако биде се окей или ако е доволно сигурно може да се испита на луѓе. Во овој случај гледаме дека имало доста намалување во килажата и исто така килажата на брзите мускулни влакна. Токму поради тоа, затоа што сакале да ги испитаат брзите мускулни влакна, ради тоа верувам дека користеле стаорци, затоа што е многу незгодно и незгоден процес кој што може да има доста side effects доколку се прави кај луѓе, затоа и е направено така. Може да видиме дека, како што реков, се намалила килажата на брзи мускулни влакна, што е брзите мускулни влакна се многу важни пред се за сила и експлозивност. Оние атлети, ако ги спомнеме како Юсейн Болт, како Кристијано Роналдо, Леброн Джеймс, не можеме да го докажеме тоа, поради тоа што, како што спомнав, многу е тешко да се направи и не е ризично да се направи испитување на нивните мускулни влакна, но можеме да кажеме според тоа како изгледаат и како перформанс имаат дека се претежно изградени од брзи мускулни влакна. Тоа е 90% генетика, какви мускулни влакна имаш и какви ти се поделени, не можеш да го промениш тоа, но дефинитивно твојот животен стил, како на пример исхрана, спиење и такви работи, можат и тренинг, можат да придонесат кои мускулни влакна тебе ќе ти бидат искористени повеќе. И сега, нормално, не може секој да биде Кристијано Роналдо или Леброн Джеймс или Расел Весбрук, али дефинитивно можеш да направиш да бидеш подобрата верзија од тебе. Исто така тука се спомнува тестостеронот, поради тоа што спомнав дека хормонално погледано е исто дали ќе има некоја разлика и вели дека тестостеронот исто така е опаднат многу, кортисолот расте, гледате во повеќето од истражувањата доаѓаат до тие исти резултати, исто така и за ова истражување ќе ставам во описот линк да можете да го црнете и да го проверите, на англиски се, можете да ги видите сите овие работи, има и дата база, има и слики како што е направено. Така да, во секој случај станува збор за еден исклучително важен дел, спиењето. Не ни кошта ништо специјално, не треба да плаќаме за да имаме добар сон. Убаво е да имате поладна температура, ќе имате поквалитетен сон отколку потопла температура. Исто така, гледате да биде темна, да биде со помалку светло, како што спомнавме да нема технологија, убаво ќе биде за да имате пак подобар сон, ако ќе станеш са бајле, можеш да ги дигнеш ролетните, да пуштиш сонце да влезе малце витамин D3, нели, или па светло да упалиш и да станеш да се расониш одма. Се надевам ме сваќате колку е сериозно, затоа што познавам многу од луѓето што не се фокусираат на овој дел и ќе ми речат ајде да дојам чизмите да ги направам, ајде да направиме ова, ајде да направиме тоа, а не се фокусираат на нешто што е стварно најбитно. Така да, број 1, спиење и исклучително важно. На второ место би ги ставиле јадењето и хидрирањето. Ќе ги поврзам тие две работи поради тоа што нели пак се внес. Околу јадењето
балансирана храна, јас секогаш стојам за тоа. Некои луѓе си поштуваат, си сакаат вегетаријанска, да се вегани, некои си сакаат карнивор или повеќе да се базираат на месо, но и ако си некој, нели, рекреативен вежбач, ти треба таа балансирана храна. Да, подобро е доколку сакаш да намалиш на телесна тежина, да го покачиш малце внесот на протеин, јаглехидративе да си бидат на некоја граница, па можеби понатака како ќе направиш некој резултат да направиш мала промена. Но сепак, нели, важни се многу, ни требаат, секој стане збор на крајот од денот до калорискиот баланс, дали сме во суфицит или во дефицит. Ако сакаме да намалиме, битно е да сме во дефицит, да изброиме од прилика како се калориите, да се провериме на вага, да видиме дали сме на добар дефицит и дали добро иде. И не мора да биде висок, подобро е да почнете со некој благ дефицит, поспорок иде процесот, ама ќе биде подобро и за самото ваше здравје, за чувствувањето како ќе се осеќаме низ секојдневниот живот и исто така за сочувањето на тој мускул кој што стварно се трудиме да го изработиме и да го изградиме. Околу рекавери, јаглехидратите се, пак ќе кажам, многу важни, посебно кога ќе еве и за овие атлети што се, дали се и маратонци, и трчачи, и дали се кошаркари, фудбалери, и кога ќе завршиш со некој тренинг, добро е да имаш што побрзо кога ќе завршиш со тренингот еден оброк кој што ќе содржи повеќе јаглехидрати. Протеинот има таа, нели, протеински прозорец, анаболички прозор кој што треба да е за растење на мускула, заради тоа што сега ради таа протеинска синтеза што ја зборевме дека по-ефективно ќе се направи, но тоа е според многу истражувања исто така докажано дека тој прозорец расте и е подолг, поголем, има некои 12 до 24 сати, така да ти во денот ако доволно внесеш протеин, ќе си го зачуваш својот мускул, ќе го заштитиш, ќе направиш опоравок на мускулот. А јаглехидратите важно е, затоа што примарно они се користат, нели, за енергија, одма да направиме replenishment или да ги внесеме повторно пак за да имаме енергија и за следниот тренинг и за самото постоење. Така да пак ќе кажам некоја балансирана храна, а околу хидрирање нормално вода си е вода и ни е исклучително важна, посебно секој зависи колку троши вода преку самата пот, нели, преку сфрлање и сето тоа, каков спорт имаш и самиот ти колку трошиш. Сол, натриум, внесување исклучително важно за перформанс, многу ќе помогне околу перформанс. Посебно за тие што трчаат и се потат многу. Друго што може е електролити. Еве јас си пијам денеска електролити, сабајле испугав 20 км трчање, во четвртокот правев 1000 згиба во малку кратко време и ми треба нешто што ќе ме освежи малце, ќе ме подигне. И користам електролити, јас на Витарго, тоа е околу суплементација малку што можеме да поминеме. Не преферирам многу суплементи, постои све што може да се земе од исхрана. Едино што може да се користи е креатин, нели, имаме само во месо и немаме многу можности од кај може да го црпиме. Телото креирано во мала мера и добро е да земеме дополнително креатинче. Но исто тоа, јас знам искрено да забушавам, немам навика и не ги зијам многу често, протеин исто немам пиено одамна, а окей е затоа што има луѓе што им треба пред се, брзо се прави и не можеш да добиеш протеин од нешто, нели, од месо ќе добиеш, фала Богу, ама овој протеин што ќе внесеш ќе биде чист, нема да има масти многу, нема да има ни јаглехидрати многу, ќе биде на протеин баш. И затоа луѓе го користат и окей, сосема, зависи на кој колку му смета или не му смета, дали си толерантен на лактоза или не, дали ти треба изолат, тоа треба да се испроба, дали ти смета, дали те дуе, да се проба со неколку разни дозерки па да се види кој е протеинот за тебе. Ама пак ќе кажам, јас не користам премногу, знам да се изјам електролити некогаш, знам да земам колаген некогаш и можеби глукосамин. Поради стресот што го давам на моите зглобови, овие ствари што ви ги спомнав се повеќе за зглобови и за лигаменти. Али вода, внесување на вода, исклучително важно и треба да има апликации многу кои што даваат ремайндер за да внесеш вода и од прилика да имаш литар до 2 би било сосема добар старт, да речеме.
Тоа ни е на второ место. Значи, прво и второ место. И овие две се најважните работи што би ги спомнал. Имаме на едно фајлче на темплейт, кој што им го праќам на моите спортисти и им велам имате као скала на рангирање, ова го научив од стручниот штаб на Арсенал, една интересна скала каде што сите алатки за опоравување си имаат поени. И пример сега, поради тоа што вие две јас ги ставам како најбитни за мене и мислам дека највеќе ќе помогнат, имаат најмногу поени. И викам во денот гледа искористите да имате 100 поени. И сега пример спиење и јадење ќе имаат по 30 поени и ти ако ги исполниш како што треба овие два елемента, ќе имаш 60 поени и уште 40 поени ќе ти надоврзе сето друго кое што сега ќе го спомнеме. На трето место, активен опоравак. Што значи тоа? Тоа значи и зашто се користи ова во денешно време. Најбрз опоравак добиваме преку циркулација. Нели, лимфниот систем се активира преку движење. Така да најдобро е и самата таа млечна киселина, лактатите што ги имаме преку тренинг, кога ќе се воспалиш и сето тоа, најдобро ќе ги isfрлиш преку некое лабаво, лесно движење, некоја лесна активација. Тука може да спадне, да речеме, одење, апсолутно, одење, пешачење, шетање на куќето, може да спаја точак, возење точак, пак сето ова треба да биде на некој лабав интензитет. Точак може би и подобро, од кој аспект? Може да биде и лесно трчање. Апсолутно може да биде и лесно трчање, каде што, нели, срцевиот ритам ти е некаде околу 110, 120, зависи кај секој различно во таа втора зона. Али трчањето си има елемент на контакт со земјата и секој контакт со земјата знае да биде стрес на меките ткива, така да на зглобовите. Во тој случај би спаднало возењето точак малку подобро, затоа што нема да има контакт нели со земјата и нема да биде толку проблем на тетивите и на зглобовите. И плюс, кога возиш точак, кога вртиш, е концентрично движење, нема ексцентрично воспалување, нема да се дојде до дополнително воспалување, ако не идеш нагоре на кај водно и се истражиш, али некој лававо возење, исто така вежби на мобилност или вежби за флексибилност, малку статично тегнење, 5 до 10 минути, ролање со ролерче, пак е тоа некоја активација која што ја вршиш со некое движење и така промовираш крвоток и евентуално поврз ќе биде опоравокот. Така да би го ставил на трето место, има интересни добри ствари што може лесни, што може да помогнат стварно и ги напоменав кои се, може да ги пробате и да видите како ќе ви делуваат и на вас. И мислам дека како трет дел би биле супер ако ти добро се наспиеш. Не очекувате овие работи многу да помогнат ако пак ќе кажам не си добро наспан и не си добро јаден или немаш доволно енергија. И секоја кола си бара гориво, нели, за да може да работи и телото го бара истото. Ова нема да ни дае, тоа е колата да нема гориво и ние да ја исполираме, не знам, да ја измиеме, пак нема да тргне. Така да, овие делчиња што ќе ги кажам и ги кажувам сега се на шминка, да речеме. Тоа е на трето место и на четврто место ќе спаѓаат овие современи методи на опоравување. Тука е сета таа технологија нова што уште расте и навистина има доста истражувања кои што покажуваат добри ефекти, помагаат на одредени луѓе и повеќе, на одредени не. Јас најмногу што имам тука спомнато е и искрено заборавив, извинете, да додадам и базен и вежби во базен, нели? Да не биде нешто многу интензивно, пак ќе кажам за оние вежбите што ги кажавме за крвоток и движењето, аеробниот дел, да биде нешто многу лабаво, може да бидат вежбички во базен, каде што ќе поработиш, нели, малце на олабавување на твоите колкови, малку пливање само со ноза или лабаво може краул. Базенот апсолутно опушта и пак е, нели, движење. Така да базен апсолутно, а околу другото ќе ги спомнаме тие прво и основно контраст шауерс или тоа се тушеви каде што користиш топла и ладна вода и цело време алтернативно менуваш. 30 секунди да речеме топла вода, 30 секунди ладна вода. Исто метод кој што промовира крвоток затоа што нели топло и ладно менуваш цело време и доста добро доаѓа, многу луѓе можат да го издржат тоа затоа што менуваш меѓу топло и ладно, наместо нели самиот ајсбев кај што си само на ладно.
и за него ќе поминеме, али контра шауерс апсолутно ги спомнувам на доста луѓе, за воспаление се исто многу добри. Кога си воспален, направи еден контра шауер од, не знам, 2-3 минути кај што менуваш 30-30 и ветувам дека ќе се осеќаш многу подобро кога ќе завршиш со тоа. Следно би оставиле тој ice bath или ладен туш или ice bath по правило ствари си е нели во када да се напуни со мраз и да влезеш и со ладна вода. Има многу истражувања кои што даваат позитивен ефект, но исто така не толку позитивен ефект кога станува збор за хипертрофија, поради тоа што самото воспалување што го доживуваме ние преку тренинг е процес кој што е многу исклучително е важен за да расте мускулното влакно, нели се кине и после се прави опоравак и се враќа и повторно го правиме истиот процес преку вежбање. И тој процес е исклучително важен да го поминеме за да расте мускулот, да се врши адаптација и сето тоа. Затоа се вели исто да не се пијат нели апчиња као против болка и сето тоа кога имаш некое воспаление, затоа што е природен процес, треба да го поминеш. Сега кога го работиш често тој ice bath, правиш контраефект према твоето вежбање затоа што сосема спротивното го добиваш од тој ice bath. И ако тебе целта ти е да зголемиш мускулна маса и хипертрофија и сето тоа, не се препорачува да го правиш тоа често или да го правиш одма после тренинг, туку имаше као 10-12 сати, ако сабајле ти е тренингот, вечера да направиш ice bath, може да биде подобро, да нема толку контраефект, или како што спомнав, да не го правиш или да го правиш многу поретко, еднаш на 2 недели или еднаш на недела и така да не биде толку контраст према твоето вежбање во теретана за да пораснеш малце. Нели некои атлети, спортисти, а и самите луѓе, верувам многу луѓе вежбаат за да сакаат да нели станат поголеми, подефинирани и сега ова би направило контраефект. Но доколку станува збор за некој што еве да речеме во надворот сезона, надворот утакмици на превари и напорно тренира, има по 2, 3, 4 тренинзи и не му е примарен фокус да зголеми мускулна маса, туку примарен фокус му е да го подобри перформансот, да подобри перформанс на терен, перформанс во теретана. Тука може да влезат многу добро затоа што ќе те освежи, ти телото го носиш низ различни стресови, она што го зборувавме, и ова ќе ти помогне да бидеш посвеж за твојот следен тренинг. Како ice bath има и оној cryo chamber што е, ние имаме тука едно местенце, нели, Cryo МК, каде што ги има овие сите алатки. Станува збор за прилично скапи алатки, да знаете, ама, нели, све си носи своја цена. Леброн Джеймс, еве ќе спомнеме повторно, имаше, нели, спомнува негде дека троши 1-2 милиона годишно за вакви алатки, за исхраната, за сето ова, за да биде каде што е сега. И да, така е. Кога си посебно на тоа ниво, деталите менуваат многу, али пак би кажал дека овие се стварчиња кои што помагаат кога ќе го исполниш ти спиењето, јадењето и сето тоа. Следно што би спомнал е масажа. Масажа е една доста добра алатка која што многу може да им помогне пред се самото тоа релаксација, многу помага кај човек. Една од стварите што не ги кажав, зашто сите овие работи исто така се битни, ќе напоменев понатаму за дишење и медитација, али еве прво за дишење. Многу е важно кога ќе завршиш со твојот тренинг, посебно доколку нели си професионално посветен ова, имаш повеќе тренинзи или тренингот го направиш исто така касно навечер, поради тоа што кога работиш ти тренинг, адреналинот е на повисоко ниво и сега му треба и време за да спадне. И замисли ако ти имаш навечер тренинг и треба да си легнеш, а адреналинот кога ти е на високо ниво, тешко е да заспиеш и срцевиот ритам се уште ти е качен и не можеш да имаш квалитетен сон. Кога немаш квалитетен сон, автоматски ти и следниот ден и може и ден после тоа да бидеш изморен, да се чувствуваш изморен, си викаш чекај бе, зашто спиев, а пак се чувствувам изморен. Тоа е заради тоа што телото е се уште во тој симпатетски систем. Треба да го вратиме во тој парасимпатетски, а тоа можеме да го изведеме преку контролирано дишење. Или често оној кулдаун што го прават спортистите или трчачите, ако ги видите кога ќе завршат со својата трка, брзо трчаат и се до тоа, нели, ќе завршат и прават еден кулдаун каде што трчаат споро.
Тоа го прават нели како дел од оној аеробен дел што го спомнавме за да ги сврлат лактатите преку некакво движење за да се подобри крвоток, но исто така може да се направи ова преку статично истегнување, малце од страна, не дека е искрено не е многу важно ти што ќе истегнуваш, ама помалку да си истегнеш и тука да го смириш срцевиот ритам, да баш нели, да го оладиш телото, да го направиш тој кулдаун, е многу важно, каде што ќе ти помогне натака исто така ти да влезеш во тој парасимпатетски систем и да можеш да спиеш квалитетно, да одмориш и да бидеш свеж за утре. Дишење е многу добра работа и многу важна работа која што ќе ти помогне да влезеш во тој систем, и самото тоа кога се чувствуваш изморен, има модерни техники преку дишење што може да ти помогнат да се осеќаш, да се чувствуваш подобро. Ако можам ќе ги ставам и тие во опис за да ги имате и да ги разгледате и да ги искористите некогаш да пробате како може да помогне дишењето. Медитацијата е дел од тоа, нели медитацијата е треба да се исклучи, скоро се ретко кој успева да ја усоврши до максимум и да ја искористи. Треба многу време, многу пракса. Фил Джексон во Лейкерси кога дошол се обидел да го внесе тоа во тимот и преку таа медитација да пред се самата таа концентрација што ја добиваш и можноста да се исклучиш, тешко се добива, како што спомнав, треба многу вежбање, многу пракса, али е исклучително добро и може да помогне на многу. Коби Брајант понатаму продолжи со низи, знаеме каков менталитет имаше Коби Брајант. Да се навратам на масажата. Масажата е супер алатка и јас имам стајано, не знам колку поени пример кај нејзе, немам многу поени стајано од таа причина што масажите реално се скапи, не може секој да си ги приушти и не може често да си ги приушти, иначе стварно топ алатка, ќе те опушти, како што спомнавме, и плюс ако имаш некои згрчени мускули, згрчени местенца, нели масерот ќе ги пробие, ќе ги измасира, ќе ги олабави, така да апсолутно би го препорачал како една алатка, доколку имаш можности, време, услови, да го направиш тоа, еднаш месечно или еднаш на 2 месеци, супер, топ. Баш би го препорачал како една алатка. И што ни остана? Норматек Recovery Boots или Норматек, поради тоа што тоа ти е како Кока-кола и сите други нема, така се вика Кока-кола. Поради брендот така ги викам Норматек, но Recovery Boots или оние чизмите кои што работат преку креирање на вакуум притисок и се многу добри за исфрлање на лактати или таа млечна киселина кога си воспален. Ако ги направиш одмах кога ќе завршиш со твојот тренинг, се уште поуспешни во тоа да ти ги направат нозете посвежи и спремни за следниот тренинг. Као што спомнав, работат преку вакуум, нели ги ставаш нозете натре, има и за раце, има и за колкови и прави притисок, ти ја собира ногата и сето тоа повторно се сведува на кога зборуваме за крвоток, дека преку подобрување на крвоток, побрзо ќе имаме опоравување на мускулите, така да ние имаме едни бутс кај нас и ги користиме доста често. Јас гледам да се ставам еднаш неделно барем од чизмите, затоа што имам воспаление кога трчам, нели, зависи колку сати сум стоел на ден или сум одел, така да убаво ми доаѓа кога ќе влезам во чизмите, убава, добра алатка, пак е некој додаток, како што спомнавме. Што друго можеме да внесеме тука е исто така, можеме да ги внесеме чашките како опоравак, исто е масажа, но се врши нели преку капинг со чашките, каде што он прави компресија, прави вакуум, собира, подобрува крвоток, пак е истото. Постои нели со боцкање, тоа е она современа медицина каде што он пак ти ја собира, ти ја прави, ти ја креира со чашката, ти прави вакуум, ама и ќе направи мали дупченца нежни каде што крвта баш ќе искочи и се збори дека така баш те прочистува затоа што ја вади крвта, ама современиве доктори во денес што се нели обучени и сето тоа баш викаат дека се против тоа, не го сакаат многу, не го почитуваат, а има на некои луѓе што да ги прашаш многу им помогнало и стварно им е подобро. Јас го работам обичниот капинг каде што нели се прави вакуум и добро им доаѓа на многу луѓе, вака на сите што сум правил викаат супер, баш ме опушти, подобрува крвоток, мускулите ти ги олабавува, ако имаш некој згрчено место, доста добро помага. Има различни алатки со кои што можеме да правиме масажи и сето тоа кои што
може да помогнат за да има побрз опоравак. Компекс е една супер алатка, има различни функции, електроди си лепиш на твоите мускули, можеш да ставиш масажа, можеш да ставиш акупунктура, можеш да ставиш активација, нели кога некој се враќа од операција и има таа мускулна атрофија што ја зборувавме, не може да ги активира мускулите, кога јас се враќам од моите скинати лигаменти, го ставаш компексот на мускулите, електродата ја ставаш, ја лепиш и она врши активација, ти го стега мускулот. Исклучително добра работа, скапа исто така, доколку некој има услови и можности, може да го земе, пак навечер ќе си седнеш, ќе си се олабавиш, ќе си ги ставиш електродите, многу лесно си ги местиш сам и помага за опоравување. Тоа е од прилика се околу таа модерни методи за опоравак. Ако нешто пропуштив, може да искоментирате доле и да го разгледаме и тоа. Ќе дзирнеме неколку од работите Леброн Джеймс што ги прави, пошто најдов неколку видеа он што ги користи за опоравување. Нема нешто многу на интернетот, тоа што разгледував јас, но ќе дзирнеме што има и што работи. Го дзирнав видеото со неговиот тренер, каде што он работи на флексибилност и мобилност. Сега, околу флексибилноста, јас искрено не се посветувам посебно во последно време многу на истегнувањето, затоа што многу истражувања покажуваат дека нема некаква корелација со превенција на повреди. Убаво е да се користи тоа истегнување на крајот од тренингот како кулдаун, како ладење на телото што го спомнавме, затоа што ќе те внесе во тој парасимпатички систем и ќе бидеш поодморен, нема да го осетиш ефектот на тренингот, пошто целта е тоа, да испукаш еден јак тренинг, она јако да се испукаш и да направиш прогрес, ама како ќе заврши тренингот да пробаш да се олабавиш скроз и да се осеќаш како да не си направил тренинг и дека можеш да направиш уште еден тренинг. Тоа е главната цел. Леброн Джеймс работи флексибилност моментално со тренерот пред да има шутерски тренинг, мислам дека едносаатно видео е каде што он тренира со топка, нели, пред тренинг може да се изработи флексибилност, не е дека не може, ние некогаш го правиме тоа, но многу е важно од кога ќе направиш таа флексибилност, еве сега пример он си работи и со личен тренер каде што он знае од прилика кои делови кај Леброн се скрчени, сака да го олабави, да го опушти во тој предел, ќе ги заврши овие работи и после тоа ќе се префрлат на мобилност, малку движење на зглобот низ разни агли на движење и плюс ќе направат активација. Нели, не сакаме мускулите да бидат скроз олабавени кога ќе предам во некоја активност и одма од нула да тргнам во стотка. Сакам прогресивно да си го загреам, да си го наместам телото. Ова ќе му помогне да се чувствува подобро, па после тоа ќе се активираат мускулите за да бидат загреани, да не бидат ладни, да не бидат олабавени, за да бидат спремни за следниот стрес што следи. Како што спомнав, поменуваат низ некое мануелно истегнување. Јас ова често го правам со некој од моите кошаркари или со некој од моите клиенти, каде што јас гледам да бутнам малку повеќе од тоа што они сами би го направиле, нели? Може често и да се користи ластик за вакво истегнување, доколку немаш партнер, тренер да те истегне и да добиеш уште некој степен повеќе во одредените движења. Најмногу се фокусираат моментално на нозете, работа на колковите и на задната ложа, исто така и на стапалата. Стапалата се исклучително битни, ролање со шишенци или со топченце на долниот дел од стапалата, затоа што често носиме и чорапи и патики и многу е згрчено стапалото, а исклучително е важно. Има многу зглобови лигаменти во него и треба малку повеќе да се грижиме за стапалата. Сакам да покажам неколку вежби за стапала и за прсти, кои што треба секој да ги практикува. Еве малку манипулација на карлицата. Леброн Джеймс има читано и он гледано според неговите движења механички и чучеви такви работи дека има малку чудна карлица и се фокусираат доста на тоа. Како што спомнав, најмногу флексибилност и како ќе завршат они со таа флексибилност, ќе работат на мобилност, барем се надевам, сега ќе видиме. Мобилност, флексибилност, слична работа, не е дека нешто различно. Јас многу преферирам мобилност, посебно на почетокот од тренингот, затоа што сакаме да ги раздвижиме, како што спомнав, тие мускули и да ги однесеме низ разни движења и разни агли.
а како ќе завршам со таа мобилност, би сакал да се префрлам на активација. За активација често користиме изометрија, зашто баш што осеќаш како гори мускулот, а од друга страна нема многу стрес на тетивите. Тука завршува флексибилност, ова е само видео за неговата флексибилност и после тоа почнуваат со неколку вежби на активација. Видеото може да го дзирнете, исто ќе го ставиме во опис. Има исто тренинг како тренира Леброн Джеймс. Интересно е тука што работи со прилично лесни килажи, се фокусира многу на неговото јадро, што е нормално, затоа што треба да имаат доста цврсто јадро, нели тоа е битно за се. Доста работа на стабилност со пилатес стопки. Знам дека Леброн имаше повреда поради таа карлица што спомнав, имаше и некоја повреда на кичмата која што доста го одвои, се фокусираат најмногу да ги зајакнат тие мускули, доколку некој има болки во кичма и такви работи. Прво важно е да направиш мала пауза од движења кои што се со јак стрес на кичма, да ги тргнеш, да ги елиминираш, полека да почнуваш со корективни вежби за зајакнување на грбните, на стомачните и на страничните мускули и понатака да се прогресивно да расте стресот и вежбите за да се адаптира. И ставаш потешки вежби, некои што повеќе ќе дават стрес, низ разни движења, низ разни агли, исклучително важно. Hyperbaric oxygen therapy. Ова искрено прв пат го гледам, некоја алатка е каде што Леброн ќе влезе во низе, како што може да видите, го спремаат, сигурно мачка со нешто. И влегува во низе целосно, останува само неговата глава надвор, ќе остане или нема да остане. Ова е нешто сигурно повторно работи преку вакуум, преку притисок и сигурно работи повторно на исфрлање на таа млечна киселина, да се осеќа посвеж, цел влезе, главата не ја извади. Сакам да го разгледам ова малку повеќе, да видам конкретно за што станува збор, али сигурно некоја многу скапа алатка, која што е и уште не е на многу места ставена, а видео е пред 6 години. Има Леброн многу вакви алатки и сега мораме да разбереме дека многу од овие современи алатки се промовирани од атлетите за да се направи некој спонзоршип дел и да имаат пари. Не дека тоа е Леброн Джеймс, не стално Леброн Джеймс поради таа алатка. Туку сега кога го има името и го гледа тоа, станува збор за промоција на продукт каде што он ќе си земе дали процент, дали пари за да го промовира и јасно ви се работи тоа таму како идат. Се сведува на почетокот што зборувавме, спиењето и исхраната исклучително најбитни, кој сака да каже спротивно, ќе дебатираме, ќе збориме, ама верувам дека сите ќе се согласат зашто стварно е небитно. После си доаѓа сето ова другото. Тоа кога Леброн имаше некој видео го гледав со Кристијано Роналдо како се масира со пиштол. Не спомнавме за пиштол, да, го скокнавме. Пиштолот е окей алатка, добра. Ние во теретана имаме неколку пиштоли кои што ги земавме. Искрено не би дал и не би посветил 400 евра и 500 евра колку се тие фамозните пиштоли, се едо фирмата и компанијата, да, може би имаат некое ниво да бидат појаки малце, да држат може би повеќе батерија, но пак ја кажам, мислам дека брендот е невиден и затоа им е толку рипната цената. Јас имам земено неколку кинески пиштоли кои што исто така си ја вршат работата, има различни додатоци кои што можеш да ги ставиш за различни предели од телото. Немој да поминувате доколку некој има пиштол, има земено или нешто, немој да ги поминувате коските, не е за коските. Дури имаше некој, баш со некој зборував дека си купил пиштолче и земал да го помине рбетот со пиштолот и да не кажам што си направил, ама си евал матер. И после тоа болки и се до тоа. Не, се поминува само кај мускулите и многу треба да се внимава, посебно кај таа регија на плешките, можеш да го закачиш, да ги закачиш коските таму, треба да се фати добро околу, да се навлезе внатре, малку треба да се припази, да не се форсира многу исто на почетокот, пошто и тоа е еден вид на стрес, самиот удар, притисок, затоа прво со некое помало ниво, па после да се накачи. Дали е топ алатка, не би рекол искрено. Океј да го имаш некојаш дома и да се измасираш, да се поминеш со него, не е дека нешто премногу ќе ти помогне, затоа и не би сакал, јас, дали, ако ме прашате дали би дал 400 евра за пиштол, компекс или recovery boot, апсолутно би го исфрлил пиштолот од таа сума. Ако најдам, као што најдав тогаш за 50 евра или не знам колку беше некој пиштолчиња, кои што исто така вршат добра работа, би ги земал.
Моментално гледам Кристијано Роналдо како се масира со TheraBody и TheraBody тоа е една позната фирма која што си го промовира тоа и си го земале Кристијано Роналдо како лице, му платиле тамо кој знае колку пари за да он го промовира тој продукт. Но пак ќе кажам, може да поминате добро и со ефтини пиштоли, не треба да давате толку пари на пиштоли. Може да се искористат парите на некој квалитетен комплекс или па на некои чизми или па да се сочуваат тие пари да се посветат, да се пренесат према исхрана и према масажи. Тоа е околу опоравување. Се надевам дека јасно ви отприлика што е темелот на сето ова, што е најбитно, и испробајте, сменете некои работи, мислам дека многу ќе ви помогнат, испробајте дел по дел со се и посветете се на тоа што е битно, а не тоа што е познато и што е трендинг, што изгледа интересно на социјалните мрежи. Многу ме интересираш ова влијанието на стресот од секојдневниот живот врз фитнесот. На почетокот зборував за тоа, се е стрес, како што спомнав, и телото работи, знаете како се адаптира на стресот кој што ќе му го дадеме. Значи, тоа е оној SAID принципал, што го викаат, и тоа значи дека телото се адаптира според стресот кој што ќе му го дадеме, ќе му го поставиме. Сега, се е стрес, секојдневниот живот, како што спомнав на почетокот, фамилија, девојка, не знам, куче, све, работа, тренинг, нели на тренинг имаме таков стрес, некој доаѓа на тренинг, кај нас рекреативците што си вежбаат доаѓаат на тренинг и плюс имаат работа, на работа се изнервирал, се напнал, се ваквал, се таквал и сето тоа е стрес. Сега стресот најмногу како ќе се намали тука е многу важно тој кога што спомнавме за симпатетик и парасимпатетик систем, преку дишењето, може многу дишењето да помогне за да се смириш, да го исфрлиш малку. Самото исфрлање на стресот ќе дојде некогаш и на тренинг, многу луѓе кога ќе дојдат на тренинг си кажат леле ме напнаа на работа, едва и чекам да се испукам јако да го избацам стресов од мене. И стварно така ја исфрла таа негативна енергија и кога ќе вежба, затоа нас целта ни е тренингот да помине, да биде тежок, но да помине со насмевки, со добра енергија, со атмосфера, каде што он ќе се осети убаво, иако ќе биде изморен, да се чувствува енергично, да се чувствува добро, позитивно. И доколку на крај се заврши со еден таков кулдаун преку дишење, па и дома навечер пред да си легнеш можеш да изработиш техника на дишење, и тоа многу ќе помогне да се намали тој стресот. Или анксиозност некоја кога постои од различни причини. Како што спомнав, ќе гледам во опис да ви ги дадам сите тие дишења кои што помагаат за одредени сценарија. Дали си станал изморен, дали се чувствуваш, дали имаш анксиозност поради некоја причина, дали се осеќаш напнат, дали различни причини и си има различни техники како да се дише и тоа може многу да помогне за да се намали тој стрес. Така да би рекол дека така може да се среди, а влијанието негово врз фитнесот е важно, како не, посебно за некои, најмногу би кажале за некој што работи како бодибилдинг атлета, они затоа гледаат да исфрлат све што можат од стресот за да се посветат максимално да не бидат изморени на нивниот тренинг, поради тоа што тие што повеќе стресови имаш, на кој што и не си адаптиран, толку повеќе ќе ти трпи тренингот, нема да имаш сила, нема да имаш енергија и ќе се осеќаш, ќе буткаш, ама не е тоа. Затоа и многу луѓе користат pre-workout или ќе си речат да јас пукам едно еспресо, изморен сум од работа или напнат сум од работа, не можам, немам сила, немам. Тоа е сето стрес и тоа придонесува да немаш квалитетен тренинг. Pre-workout преска не го спомнав како суплемент, малце шалтам, знам, извинете, ама сакам да се надоврзам на сите ствари, зашто pre-workoutот јас не го користам, ретко сум користел и што поретко го користиш, искрено толку подобро, ќе имаш подобар ефект од него, затоа што нели содржи кофеин и други супстанции, аргинин, зависи што ќе се стави, различни pre-workout имаат различни супстанции, ама конкретно се базира на тоа и ти можеш да се адаптираш на тоа. И ако секој ден го внесуваш, полека ќе се адаптираш и веќе на луѓе не им го дава ефектот. Па некој знае да појача доза и денеска 2, денеска 3, па тоа може да даде лаксативен ефект, да идеш у WC и да направиш парче. Така да не би го препорачал ако веќе се внесува она ептен кога си утепан, изморен и ти треба малце да си ставиш или ти чека некој тежок тренинг или го користиш еднаш неделно, така би било многу подобро и многу подобар ефект ќе осетите од самиот pre-workout. Така да кафенце може, се разбира дека да, јас си почитувам кафе.
Ама исто, кафето доколку го навикнеш, нема да имаш некој ефект повеќе ни е тука во главата. А иначе јас сега навикнат сум на кофеин и ако се напијам кафе навечер, повторно можам да си легнам без никаков проблем. Така да може да разгледаме малку повеќе во некои други епизоди за стресот од секојдневниот живот врз фитнесот и да разговараме со некој плюс за тоа, може и да ни спомнете. Следната епизода апсолутно би сакал да направам повторно со некој, имаме некои идеи, ќе се договориме што како. Сакам да си направам муавет со некоја девојче, некоја спортистка или работи со спортисти, тренер, било што, сакаме да најдеме некоја девојче, да се седнеме со нејза да направиме малку муавет, да ни даде неколку интересни теми, да дискутираме за нешто, па ќе видиме тоа како ќе се одвива. За денеска би ја затворил епизодата тука, искрено очекував да биде и малку пократка, поради тоа што не знаев колку ќе зборам, се ми доаѓа нели ова од глава и од нешто што ги гледавме овие истражувања, ама се надевам дека исполнета со некои податоци и некои ствари што ќе ви помогнат и ќе ви дадат малку појасна слика околу тоа опоравување, како треба да изгледа и што е уствари најбитно. Тоа е тоа, чувајте се, вежбајте, посветете се на вас, немој да оставате за утре, секогаш посветете се и стајте се на прво место, нема кој да ве стаја ако не вие, и ние ќе се слушнеме, гледаме во следната епизода. Поздрав!